возрастни. Добре дојдовте во уште една уживателско-едукативно издание на Слушнете не! Овој пат имаме и временско и просторно патување. Од праисторијата, времето на диносаурите, не знам каде су, времето на диносаурусите преку прачовекот до денешните животни, луѓе, заклучно со правата на децата од сите времиња, простори и видови. Јас сум вашата водителка Ноела, а вие следете не и слушнете не! Да кажам право, разочаран сум. Припукна филмот од тага и направи го. Планира свадба по години ред, но се што беше се сруши, си падна комплет. Јас тргнав малку за кикици јас и довижеш шлаканица истиот час. Ми рече порасни, не биди слон, оди кајде до ти веднаш и учи бонтон. О Маријана, срце во тебе прави дидон. О Маријана, ќе купам за тебе ружи целком. О Маријана, срце во тебе прави дидон. О Маријана, ќе купам за тебе ружи целком. А него среќен ми подари прах, баба го скрои го дотера светна го зрак. На глава шешир на ревенот цвет, на вратот црна пеперука како пред лет. Искупив мастиче портокал зрел, малечок мачор со панделка целиот дел. Ноќно покрена ја драсна и драс, ми рече марш да те нема, да не чујам глас. О Маријана, срце околу тебе прави дидон. О Маријана, ќе купам за тебе ружи целком. О Маријана, срце околу тебе прави дидон. О Маријана, ќе купам за тебе ружи целком. О Маријана, срце околу тебе прави дидон. О Маријана, ќе купам за тебе ружи целком. О Маријана, срце околу тебе прави дидон. О Маријана, ќе купам за тебе ружи целком. Низ оваа емисија ќе се читаат правата на децата од Конвенцијата за правата на децата. Уште 100 пати ќе повторам и нека биде јасно. Возрастни, Конвенцијата за правата на децата, да ја знаете напамет и да ја рецитирате гласно. Детски народе, чујте и почујте. Ова се ваши права, запомнете. Иако до 18 родителот ве води, сепак во вашите срценца и главички мисла и став секогаш треба да се роди. Дополнително да не ја сгрешиме и обврските и должностите треба да ги решиме. Бидејќи балансот во животот треба да го бараме, така ниту со светот, ниту со природата нема да се скараме. Ние, децата, би знаеле да речеме со љубов: гушнете не! И за правата на децата и за поубав живот слушнете!
човек кој не е наполнил 18 години. Значи, возрасен е секој човек кој наполнил 18 години. Диносаурус малолетник е секој диносаурче кој не наполнило 50 години, бидејќи тие живееле и по 300 до 400 години. А малолетник прачовек е секој прачовече кој не наполнило 10 години. Од тие живееле дугај 30 години. Животно дете е секое животинче кое мора да живее со родителите за да преживее. Папагалче малолетник е секое папагалче кое што ми вида ми се гушка. Море разлики, ама и сличности. Сите сме деца. Никој не смее да ме дискриминира. Тоа значи право на недискриминација. Сите деца ги имаат овие права, без разлика кои се, каде живеат, што работат нивните родители, на кој јазик зборуваат, која е нивната религија, без разлика дали машки или женски, која е нивната култура, дали имаат попреченост, дали се богати или сиромашни. Со ниедно дете не треба да се постапува на било која основа. Море, какви убави правила, не ми личи дека се во реалност така. Секој возрасен секогаш треба да го прави она што е најдобро за детето. Па мамо, зошто мене ми правиш супа кога јас сакам пица? За мене најдобро е тоа. Владата има одговорност да направи се за да ги заштити моите права. Што да речам? Дали тоа значи да не ме гинјави со политички одговори, говори вести и други не баш убави работи? Големите немаат интересни мисли. Кажи
семејство во кое ќе ги остварам своите права. А имам обврска да покажам љубов, почит и грижа за другите. Имам право да живеам, да растам и да се развивам. А имам обврска да јадам здрава храна, да вежбам и да трчам и во природа да сум. Имам обврска да јадам здрава храна, да вежбам и да шетам во природа. Сите дополнителни колачиња во помала мера за да не бидам болна. Едно прашање за возраст. Зошто во продавниците има толку нездрава храна? Дали го почитувате ова правило или малку сте забегали? Имам право на име и на државјанство. А што ако сакам да се викам Кокита, Цвичко, Универза? А што ако сакам да се викам Европска унија? А што ако сакам да се викам држава? А што ако сакам да се викам Коко Джамбо, Чикита, Бананче? А што ако сакам да се викам Кока-кола, Фанта? А што ако сакам да се викам Македонија, Кина? А што ако сакам да се викам Кактус, Алоe Вера? Алоe Вера Нечковска. Ова правило врска нема со реалноста. Ниту можам да се викам како сакам, ниту ако се викам како сакам, ќе ми го почитуваат тоа право. Да не сум ја навредила бананата случајно. Имам право на идентитет. Ниту возрастните ова го разбране, а ние никогаш нема да го разбереме. Жалам свету, не си баш по правилата. Имам право да живеам со семејството кое ќе се грижи за мене. Имам право да бидам повторно со своето семејство. Ако твоите родители се разделени, имаш право да одржуваш контакт со двајцата од нив, освен доколку тоа не ти наштетува. Имам право на заштита од киднапирање. Страшно звучи. Kidnapping. Не смее да се случи. Имам право да кажам што мислам. Возрастните треба да те сослушаат и да го примат твоето мислење сериозно, дури и кога му звучи смешно. Најчесто се случува, моите предлози се некогаш многу забавни за моите родители. Имам право да се изразам на најразлични начини, доколку тоа не ги повредува или навредува другите луѓе. Имам право на своја религија и верување, да одлучи што е правилно, а што е погрешно. Имам право на приватност и право да ги чувам своите чест и углед. Па возрастни, не знам дали сте свесни за детство 2.0. Со сите социјални мрежи, булинг, злоупотреба на децата, океан на предатори, во кој ние сме незаштитен плен на луѓе од цел свет кои немаат морален компас, искреност и честност. Ова право воопшто не успевате да ни го овозможите. Жалам што ќе ви кажам, така е. Имам право да добивам информации. Информации. Тие што не ми требаат и тие што ми требаат. Дури и отпори. Имам право на заштита од насилство. Имам право на дополнителна поддршка ако имам попреченост. Овие права на децата значат опрска на возрастните. И можам со сигурност да кажам дека возрастните
не си ја вршат обврската во целост. Имам право на најдобра здравствена заштита. Најдобра можна здравствена заштита, безбедна вода за пиење, добра исхрана, чиста и безбедна животна средина и информации кои ќе ти помогнат да бидеш во добра состојба. Го загадивме воздухот, земјата, водата, па сега ова право ќе го бараме, откако уништивме се. Возрасни, замислете се! Имам право на добро, квалитетно образование, што ќе ги поттикне моите најдобри особини. Затоа јас си правам и радиоемисија. Воочивме дека имам убав глас, литературен јазик, интересен говор и креативност. Сите состојки неопходни да се искаже најдоброто од себе. Čukni во drvo, čukni 3 pati, zajedno gasme јас и ти. Na Boga kamenja ne sme frlave, od drugi poveke ne sme grešele. Solena nadeš, za troška ljubov, za malku sreća živeme.
заборавиме обврските. За да имаме право да ги бараме своите права, потребно е да го почитуваме својот дел од обврските. Да даваме љубов и почит и грижа, да се грижиме за постарите, да го чуваме нашето окружување, почнувајќи од својата соба, да не расфрламе храна и други работи. Сетете се! Recycle, reuse, reduce. Да се грижиме за своето здравие и да не се ставаме во позиција да се разболиме ако имало начин да се заштитиме. Да пријавиме кај некој што ќе не разбере ако имаме мака или проблем. Од над 50 права што ги има во оваа конвенција за правата на децата, најубавото е на љубов. Најубавото е правото на љубов. Заедно со него, едно од најубавите е правото на одмор, слободно време и играње. А за мене и да ја спасувам планетата. Цело небо свети, звезди и комети преку него летаат. Една звезда фали, веќе не се пали, нашата што згасала. Еве цела година, само малку спија, а тогаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година, како носам вина, и помалку секој ден умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе. Скршена од тага, нова љубов барав, сега се е полошо. Секој ден без тебе, даже не за себе, сите рози свенале. Еве цела година, само малку спија, а тогаш кога заспивам, тебе јас те сонам. Еве цела година, како носам вина, и помалку секој ден умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе, по цел ден и по цела ноќ. Умирам без тебе. Ова е Слушнете не на Уклу FM. Што добивате кога Beatles
малечко чупче Ноела оди во Скопската зоолошка градина. Ма? Раскокотанка на радио, а и видео репортерка која звучи помалку смешно, но возбудата ги преминува, а аудиобрановите и ќе стигне до вас. Еве не со преглед на сите, ама баш сите животни во Скопската зоолошка градина и динопаркот. Некои ги интервјуиравме, некои ги фотографиравме, а некои ни се придружија и вика: слушнете не! Другарчиња, во оваа емисија ќе патуваме низ во Скопје зоолошката. Се превозбудив, се изгрешив. Другарчиња, овде ми се шика едно паунче. Овде има пајчиња, црни, бели, silver, тинги, маджинги. Јас сум кај морските лавави. Мој, какви бебенче. Еве го. Спеш, спеш, спеш! Леле лектирата, Алиса во земјата на чудата и ја ве ги зајчињава. Лемур со црно и бела опашка. Викнете, слушнете, не ми бегајте! Господин и господја Рис. Не перестер ги има, да негде другде, ама еве ги овде. Се сунча, многу се горни. Горди, горди. Ко моите пиленца. Овај волк е отделен и осамен од својата дружина. Зашто е тоа така? Може би се налутиле нешто? Мислите дека сум во Египет? Епа не, јас сум во Скопје. Има две огромни камили со две грбки. Тоа е се вкупно 4 грбки. Техничко учевме за зебра. Еве ја, ми позира, вистина била. Идентична е. Значи, на мајка ми, кога била мала, омилена играчка му беше хипо. Овде ќе ви го покажам во екранот. Ама сега го имаме во вистинска форма и живот. Многу е пострашен и помазен. Изникна, седнурна. Значи, овде имаме бел чуден кенгур, албино, а на другата страна имаме ној. Кај ќе си ја закопа глата? Не да ме следиш. Бие му. Види ги, ај рачите слушнете. Слушнете. Се замена. Како се работник мислици? Интересни факти за кенгурите. Во Австралија има двојно повеќе кенгури отколку луѓе. Постојат повеќе од 40 различни видови на кенгури. Од бебња, високи до половина метар. Од гиганти со димензии од 3 метри. Најмалите кенгури се нарекуваат валаби. Квики е дел од нив. Јаде трева и зелени листови. Зато Квики ми личеше на кенгурче. Бидејќи е кенгурче. Белоглав суп урев. Орел? Ере ги горе. Цела фамилија 4-5. Него најгоре еден. Исхрана мрз и изумрени животни јади. Овде си го најдов моето милено нешто на целиот свет. Еве го,
Love you! Здраво, мудрецу! Братучът и Бувче, моята играчка, те чека, кое ги представува специалните деца, те чека в кола. Другарчиня, кога речат, окото Соколово, just мармозет. Кой слушал, нека кажеш то е. Ова, тини тайни нестенци, що ми се тегли, ето е. Погодете, що глумам сега? Извинница прави се сонча и много е горд. I like to move it. I like to move it. Join me! I like to move it. He's hugging his tail. I like to move it. You like to move it. Овде трябва да има пингвини. Ние сме на Антарктика. Овде сме в Слушнетене, в Битола и Скопие. Здраво, бабици, ги найдохме пингвинчинята. Во суба се слушат. Види го! Сега се во мало базенче, му се филтрира водата и пливат во место. Само ги начинята. О, едно дождемичка и друга дождемичка. Сигурно се съпруг и съпруга, а не си имат подскарано. И уште сме во Скопје, by the way. Сега сум кај едно мајмунче, се јади малунче, се седи на сонцето в бајна му е. Како човек јади. Што току шо ми замина и ми се врати цела порта слон. Види колко кафе! И сега ми е со Г свртен. И со парчето си ги пркам овите. Неговата кака е голема колко тупка. Си го гледам едно мало јагуарче. На латински пантера унка. И на секаде пишува, внимавајте, животните можат да ве повредат. И тоа е точно, затоа мора сите да сме свесни. Тие не сакаат да не повредат, но ако му влеземе во нивното живеалиште, можно е. Сега имаме много смешна случка. Две кози се качени на врвот, на врвот на оградата, ама тоа му е нивна најголема вештина, да се пентерат по планини. А од другата страна имаме мало еленче, срнчиња и малечки бамбивчиња. Знам дека се бамбивчиња бидејќи имаат малечки точкички на своето грбче и се многу сладки. Сега имаме една џуџеста козичка. Пола е бела, пола е црна, нема видено таква, ама е. Потекнува од Камерун, од каде е развиена низ целиот свет. Камерун е близко до гара, кај што се моите пријателчиња во Африка. Просенцата се табат меѓу себе. Хи. OMG! Уште една лектира. Мојата омилена од ова одделение. Шарлот ја видов в кола до патот наваму, а прасенцето Вилбур, еве го! Шарлот е пајаче. Сега се наоѓам пред едно величествено животно со виткани рогови и се вика еланд антилопа. На сите животни во зоолошката пишува класа, раса, фамилија и ген. Едно пресмешно нешто. Петле со шалварчиња. Види го! И оди како моето папагалче Лулу. Папагали, Ара, и не знаете, омилени! Сите птици вришат, бидејќи јас се превозбудив. Сите птици викаат, слушнете! Има едно пиле, исчеслено е и искупено во мозачето. Не знам што е. Сега ќе видиме. Гулабици, еве, кокошка. Што сме видели еден фазан, се вика тајландски фазан. Како чекање во глата, ама still cute.
Едно утро рано насред густа шума Мечок испи меден сок. Ја викна утка Роза и почнаа да играат рок. Ете ги сега дојдоа и други, дружина во реда 2. Со мечокот сите да играат гласа за. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигарат крам. Чудна шума е знам. На печурка една буба мара игра партнер е штурец млад. А таа му се жали како игра за прв пат. Слоница и глушец се фатија под рака, си се вртат пак во круг. А како нив двајца во шума нема никој друг. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигарот крам. Чудна шума е знам. Љубоморна меца остана во соба, а мечок игра твести рок. Сака да се напие, па си зеде меден сок. Околу е темно, некој пуши пури, а зајко труби ту-ту-ту. Сите нешто пеат, само краван прави. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигарот крам. Чудна шума е знам. Шума е чима баба. Не игра никој сам. Волкот буфин тигарот крам. Чудна шума е знам. А сега патуваме милиони години во минатото. На планета со подруг лик и со многу поинаков крик. Леле, колку беше интересно, како во музеот во Виена, кај што има вистински диносауруси, колку целата палата. Кај нас има нивни копии. Си зборувавме, ми дадоа неколку изјави и сите се обидоа да направат джингл за Слушнете не! Слушате што е ова? Има и мало испилено од јајце. Сега ќе ви прочитам. Овираптор. Диносаурус од Азија. Неговото име на латински значи земач на јајца или чувач на јајца. Вели слушнете не! Разбравте на диносаурски? И овде се прикажани каде што држат јајца во рачината. Воу! Дилофосаурус. Ноктите му се за наморни кир. Името му значи двокрилен гуштер. Огромни зъби има, колку зградата моја е голем. Упс! Тоа беше само женката, а ова машкото уште поголемо. А ова се коските кои што го обкружуваат некој гигахаурус. Гигасаурус. Сега сум кај Теризиносаурус.
Тризиносаурус можел да порасне од 9 до 10 метри по должина и да тежи веројатно над 5 тони. Вау! Живеел во текот на Cretaceous периодот. Пред околу 70 милиони години. Можете да замислиме? Јасно е. Ова е Јангчуаносаурус. Од Кина да не е или кунфу да не знае, ама знае, мамо. Она опашката вака мрда и се ги нокаутнува. Мислам дека знае, има опашка како чекан. Мрдале водесно и сите ги нокаутира. Заклучок, сите диносауруси треба додатно маникир. Ова е Алосаурус. Ало! Живеел пред 155 или 145 милиони години. Воу! Анкилосаурус има оклоп, затоа е оклопен. Едни историчари тврдат дека постоеле луѓе во времето на диносауруси. Како преживувале? Јас сега стојам тука и сите се 10 гради поголеми од мене. Овој звук да го звучнев дур спиев, косата ќе ми се еднакво стрешеше. А замислете, тогаш би спиеле во пештери, не во топло креветче. Морам да дадам една забелешка. Лисијата жуборат прекрасно време. И можем да седнам во стомакот на еден диносаурус, веројатно е маркетички трик. А сега сме кај Стегосаурус, мајка и бебенце. Како лисија има на грбот. Има една грозомурна сцена. Еден огромен тирекс јади помал тирекс за вратот. Крволочно. Тирексот е целиот со мускули, може да истрча и да те крцни во вратот. Си го бара малечкото. Мајката си го бара малечкото. А не гледа дека тоа е тука под неа. Е него всушност. Или не, ама ми вели не со главата. Изгледа се 3 малечки. Овде има само 2. Се јавуваме во живо од Динот паркот Скопје. Мислам дека овој диносаурус сака да речи слушнете ме! Слушнете го! Рече слушнете ме! Слушнете ме! Сега си млячкам чоколадче, бидејќи се преморис. Преголем овој зоопаркот. Мајасусаура. Тревојаден, ама огромен. Колку треба да изеди? Спиносаурус. Нашите спинери. Вау, ова беше Пашириносаурус. Тој кажа, слушнете ме! Во живо се јавувала од паркот на диносаурусите. Колку е убав. Има една како круна со боцки и огромна коска на средина. Малку ми е страв. И на средина има вулкан. Се надевам дека нема да еруптира. Вчера знаев се по биологија, глава полна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, пресна оди си на преглед кај докторката. Вчера знаев се по биологија, глава полна ко енциклопедија.
Така рече па и професорката. Пресна оди си на преглед кај докторката. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот те поцрн постај секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот те поцрн постај секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Првите животни битни биле ептен првобитни. Првите животни битни за мене се многу ситни. Мама вели, јас сум главен и во светот ке сум славен. Животно од прва лига, кога јаде везден ждрига. Знам на мама и се многу помошни. Кога вика не ги вади од уста, се си знае, ниедно не пропушта. Јас вчера знаев се по биологија, глава полна ко енциклопедија. Така рече па и професорката, Весна оди си на преглед кај докторката. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцрн после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцрн после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцрн после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Магаре, ето што крши прозорец, гавранот е поцрн после секој кец. Слонот јава нова право смукалка, свињата си игра дома кошарка. Првите животни битни биле ептен првобитни. Првите животни битни за мене се многу ситни. Мама вели, јас сум главен и во светот ке сум славен. Животно од прва лига, кога јаде везден ждрига. Јас сум Ноела, а ова е Слушнете ме на 90,8 мегахерци. Около FM Битола. За да бидеме комплетни, следно ќе го побараме прачовекот заедно со моите другарчиња Елена и Макс Микаровски на најблиската лединка кај крлешките зад гаражите. Бевме авантуристи и археолози, истражувачи како Индијана Джонс и направивме интересен видеоклип кој на нашата YouTube плейлиста беше изгледан над 500 пати во неколку дена. Вау! Едукативно, забавно, креативно. Слушнете ме! Здраво, другарчиња! Неодамна бев во Дино паркот во Скопје. Таму имаше многу интересни диносауруси. Неколкумина ми вика слушнете ме. А иден ми се доближи и ми шепна: дали ја знаеш Елена? И јас го прашав: Елена Микаровски? Таја ми е моја другарка. И таа знае како да си прачовек. Мораш да ја прашаш, ке ти раскаже. Не сум баш сигурна дали диносаурусите и луѓето живееле во исто време, бидејќи едни научници кажуваат да и едни не, но еве Хелена ќе ни раскаже.
Еден ден јас ги наблюдував животните околу мене и забележав како се качува по дрвјата и во рацете има по 5-6 плодови. Исто така видов како скокнуваа за да слезат и како помалку се повредуваа. Одлучив да пристапам на поразличен начин. Се исправив и се поткренав на прстите од нозете. Фатив само 2 плодови, па затоа пробав да скокнам, за да дофаќам уште неколку плодови. Прво ги мириснав плодовите, па ги пробав. Открив дека тие биле многу поубави и повкусни од тревите, а само требаше да се испробам. Поминаа неколку денови од сончево време. Најмеш, почна да врне и да грме. Сите се растрчавме, се исплашив и морав негде да се сокријам. Најдов пештера. Единственото место кај што не сум истражувала. Сепак одлучив да влезам. Беше многу попријатно отколку надвор, каде што студеше многу топаш. Така ја открив пештерата. Деновите ги поминував во пештерата, ми се пријадат, но сепак чекав уште малку. Бидејќи не сакав да се наводенам. Не ми се допаѓаше тоа чувство. Престана да врне, ја искористив шансата и ја отидов да соберам плодови. Се си врвеше убаво, но во тој момент слушнав бам! Мислам дека во тој момент имав подобра шанса да умрам од страв, отколку од глад. Од растрепенено се свртив на брзина и што видов? Видов цело дрво кое беше запалено, или пак на него имаше оган. Се уплашив кога го видов тоа, но веќе не ми беше ладно. Напротив, ми беше жешко. Се оддалечив и пак ми беше студено. Се доближав и во тој момент се разбрав дека огнот ќе ми помогне, дека ќе ми го олесне животот во пештерата. Зидов стап и го запалив. И брзав да стигнам до пештерата. Но брзав толку многу што оганчето си стасна. Втората проба не брзав толку и успеав да го ставам во ќошето. Забележав дека тоа стапчето немаше да може цело време да биде запалено. Барем не само. Излегов и побарав стапчиње за да може да ме топли огнот се подолго. Со помош на огнот ми се смена животот за подолго. Елена, прачовекот. Денеска се срамам да кажам дека се плашев од огнот. Кога ќе го допрев, имав толку непријатно чувство. Кога видов дека немам јадење, излегов и намирисав нешто толку убаво. Но мирисаше и како животно. Ма јас никогаш не сум намирисала такво животно. Кога истражував малку повеќе, најдов едно од животните што летаа на небото. Или денеска наречени птици. Да, така се викат. Вие уште во минатото останати. Аха. Резењето не мрдаше. Се плашав да не ме нападне. Затоа предпазливо го кренав и почнав да го мирисам. Го пробав. Бев толку заинтересирана што ниту забележав дека веќе сум оддалечена од мојот дом. Заврна. Немав каде да се сокријам и отидов под едно дрво. Воопшто не ми се допадна, но сепак бев заинтересирана со моите откритија. Си помислив дека сигурно има уште многу за откривање. Во тој момент ја исправив раката и направив нешто како чашка. Колку да видам што ќе се случи. Во раката собрав вода. Го доближав до устните мои. Како светот да ми кажуваше, пробај го, пробај го. Така, драги мои, со Хелена и нејзиниот прачовек, со Макс во улога на дете прачовече и со доушниците диносауруси. Истражуваме за еволуцијата на човекот. Има многу да се учи за нашето доближување и оттуѓување од природата. Затоа, слушнете не! Децата имаат и тоа како што да кажат. Ова е слушнете не, слушнете не, слушнете не на Уклу FM. Džabe pari, skapi stvari, džabe se na svet ako nemaš drugar, ako nemaš drugar.
возрастни. Другиот пат ќе ви спрашувам за правата на децата. Ќе фрчат единици ако не знаете. А петки, ако ги знаете, и ги препинувате. Очекувам сите пет. Волшебен поздрав, магична прашина, звездени желби и детска љубов за вас. Гушнете не и слушнете не! Имаш срце како планина, тука си кога ќе ми затребаш. За тебе правам се, со тебе лесно е. Ајде насмеј се, дајте музика да пееме. Ајде води ме далеку некаде, во друштво подобро е се. Ајде оди ме, ајде води ме далеку некаде, далеку некаде. А зошто знам дека не можам без тебе, знам дека ти не можеш без мене, знам. Ја знам. А зошто знам дека не можам без тебе, знам дека ти не можеш без мене, знам. Ја знам. Со вас беа тонска реализација Љупчо Цветковски, главен и одговорен уредник на Укло ФМ магистар Сонја Тантарова-Груевска и јас, Ноела Нечковска, петто одделенка од Елпида Караманди Битола. Галево, поздравче! Укло ФМ Битола, октомври 2021 година. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате Укло ФМ Битола.